Она што значи опипливо за граѓаните да го знаат, тоа е барањето на жителите на населено место Банско во однос на нова филтер станица за питка вода. Знаеме дека Банско има проблем со постоечката пречистителна станица односно филтер станица за питка вода, таа е дотраена, не може истата да биде обновена, не знам, да се средат тие дефекти кои што ги имаат, затоа таму мораме да пристапиме со ново и во соработка со Министерството за животна средина со 63 милиони денари ќе преминеме кон реализација на изградба на нова филтер станица за питка вода во Банско. Кога сме кај Банско, вреди да се напомене дека ќе почнеме со прва фаза, односно рушење на стариот дотраен дом на култура и изградба на мултифункционално спортско игралиште со партерно парковско уредување, што е произволно, изворно излезено од жителите на населено место Банско, жителите на Муртино, кои што бараат атмосферска и им треба атмосферска канализација, веќе се распишува и јавната набавка како грант од Европската банка за развој, за да и муртинчани добијат атмосферска канализација. Просениково е барање атмосферската канализација. Овде сакам да кажам дека веќе е завршен проектот за атмосферска канализација во населено место Просениково и секако дека ќе бараме начини и извори на финансирање за да, или ако не најдеме, ако не успееме да најдеме, со дел од општинскиот буџет ќе финансираме одреден процент од атмосферската канализација во Просениково. Тие се многу крупни мегаломански проекти. Кои што барат и средства повеќе. Па 1 милион евра е пречистителната станица за питка вода во Банско. Близу 1 милион 940 илјади евра е се атмосферската во населено место Муртино. Тоа се веќе 2 милиони евра.